Почитувани, добродојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој, со мене Мери Јанчева. На самиот почеток ја сакам да си го најавам на моје огромно задоволство, гостин во овој подкаст, Тоше Тодоров, или добро познат на јавноста DJ Тодоров. Да. Добре дојде во мојот подкаст. Благодарам за поканата и поздрав до сите следачи на вашиот подкаст. Така. Искрено да, чест ми е што се одзва на мојата покана, да разговараме малце за, како што напоменав и пред малце, животот на еден диџеј, што значи да се биде диџеј пред се во нашата држава, се живее ли од тој занает, ајде да кажам, каков е животот. Знаеме, гледаме на светските сцени што се случува и сите тие милионски суми со кои нели располагаат светските диџеи, но што се случува во нашиот регион? Се живее ли од тоа? Видете, пред се тоа не е занает, тоа е професија кој како ќе се одлучи кој како смер ќе фати во животот. Јас лично за себе можам да кажам дека е професија и од тоа екзистирав и екзистирам до ден денес, без разлика што по професија сум друго работам. Диџејството не го гледам само како пуштање на музика. Тоа е еден вид уметност, тоа е еден вид вложување, не зборам за материјално средство, него вложување сами од себе, за тоа колку ќе бидеш одлучен, на кој начин ќе го работиш тоа. Јас бев посветен, значи, од моите почетоци, од моите 14 години, далечната 94-та до ден денес, значи можам да кажам дека потполно сум посветен на тоа. Со следење на новите трендови, со следење на новата музика, не одстапувам од тоа што сум почнал и тоа што сум денес. Како да кажем, не врстата, смерот, музиката кој што ја работам, кој што ја пуштам или која што ја создавам, тоа е едно и не, константно го работам тој ист смер на музика. Так, не случајно го кажав зборот така занает, но ти ме поправи, професија, затоа што постојано јас се прашувам како се учи, каде се учи тоа? Нели, се микса музика, се пушта и сега ние и како млади, еве сега и во таа средна доба, знаеме да отидеме на добра журка или одеме на некои настапи на диџеи, пак ќе кажам и светски познати, но и во Македонија. И од секогаш ме интересирало каде се учи тоа да се стане нели квалитетен, добар диџеј. Видете, како го научи тоа? На времето се учеше од постарите генерации. Денес можеби ќе звучам малку по-арогантно, но денес мама и тата одлучуваат, нели, и не се потребни многу вложувања. Купуваат лаптоп, некој контролер и дома се почнува. Порано ние учевме од постарите генерации, ако сакаш да научиш, мислам и на лице место гледавме како работат. Тоа беше значи многу одамна. Добро, почнавме и друго време, прво со касети, па CD-а, па плочи. Кажи ми ги твоите почетоци. Кога прв пат стапна на, ајде кажем, на сцена, нели, и се фати на да го правиш? Првите почетоци беа, планот беше да почнам да работам во тогашната радио Гевгелија. Имаше една детска емисија, требаше да се реализира, мислам беше детско виножито, така нешто. И ме спрема како да бидам нешто како водител на таа емисија, пошто радио секогаш сакав радио. Да. Музички претходно од 5 годинки дедо ми работеше во музичко училиште, од таму почнав, значи ниво музичко завршив. Растеш со музиката, значи. Секој божи ден, од понеделник до петок пред одење во градинка ме носеше во музичкото. И со тој клавир, мислам таму кај што одев, кај што почнав, го завршив нижо музичко училиште Гевгелија, Васо Карјанов, и продолжив средно, воредно учев, смер клавир. И да се навратам, значи 94-та година, требаше да се реализира таа емисија, но видов дека тие детски песнички, односно на мои 14 години, веќе не се пронаоѓав во тоа. Да. Можеби и претходно беше 93-та на крајот, и решив да не почнувам со тоа, затоа што сакав друг вид на музика. Паралелно со тоа, почнав, беше дискотека Ава на времето во Гевгелија. Ава беше број 1 во цела Македонија, можем да кажем. Имаше и гостување на странски диџеи, но тие што беа тој период
Мите, Джоко. Значи од тие учев, во главно од тие луѓе учев, гледав што се случува преку вечерта, каде, што прават, а претходно потходам бев музички, значи ритмички. Тоа веќе го знаев. Да, тоа е едуциран, но ме интересира како се роди таа желба да миксаш музика, нели, да бидеш диџеј. Како се роди тоа? Тоа во денешно време секој може. Тогаш го имаш или го немаш. Или кога свати дека еве тоа е што сакам да го правам? Сватив од првиот ден кога отидов во таа диџеј кабина, тоа лето 94-то, сватив дека тоа го сакам. Тоа го сакам. И до 98 година, некаде тие првите 3-4 години пуштав на грамофони музика, но не беше исплатливо, бев нели помлад. Хонорарите не се толку големи. Како на грамофони музика? Сега ние ги гледаме, нели на порано беше на плочи. На плочи. Тоа е грамофон. Не беше исплатливо, хонорарите не беа толку големи, колку толку се имаше за една плоча на 2 месеци да се купи. Да, ги порачувавме од Грција и немаше тука, да. Може би имаше, ама поблиску ни беше тој дел од границата и секогаш имаше новата музика. И ни беше полесно достапно, пошто луѓето од мојот крај нели повеќе одат. Тоа сакам да го доближиме на гледачите, дека порано не беше така едноставно да се биде диџеј, нели? Мораш да си обезбедиш музика. Музиката, видете, и до ден денес јас numери ги купувам. Може би звучи на некој, ќе каже нели смешно или новата музика која што е во приордер, што ја викаат, во најава, но не е пуштена во продажба. Има сега новите генерации, YouTube, вадат од секаде, не сакам иронично да звучам, но пред се новата музика ја купувам. Затоа што таа тешко се наоѓа и не знам, тоа е еден вид на култура, како да ви кажам. Сум научен така како нели како ќе одиш во библиотека, ќе сакаш книгата, односно може само да ја изнемиш. Ако сакаш да имаш, треба да си ја купиш. Книжара, одиш. Да. Но има во Македонија еве има дискотеките се полни постојано со диџеи, па млади деца, па не знам, само во Струмица може да се набројат веќе десетина диџеи. Според тебе, што значи да се биде квалитетен диџеј и да по што се мери вашиот квалитет? Види, не сакам да судам по што се мери квалитетот. Според мене е едно, квалитетен за мене е тој што го уме и го знае својот правец. Денешниве помлади деца, има со исклучок, има млади деца кои што знаат што работат и што сакат, а во глобала се сите, не знам да кажам, трендовски. Што е тренд сега, тоа се пушта. И но дали е тоа одржливо, да. На мене ти се, па некои обстојуваат. Неколку години, некои обстојуваат повеќе, но сепак за мене тоа е наменски, пошто таа музика може да кажеме дека 1-2 години, после тоа нели доаѓа друга генерација, нова музика, ако се прилагодат во ред, ако не, сите одат на друго нешто и повеќето што ги знам имаат и застанат, односно откажено. Не работа, тоа било некогаш еуфорија, као помлади кога биле и после тоа застануваат. Да. На почетокот спомна дека не нели се во парите и не се основна мотивација, но пак ќе те прашам, што е мотивацијата да бидеш диџеј? Дали заработката што се прави или публиката, односно тој пулс нели од публиката кога го добиваш на сите тие забави, задоволството, енергијата која се добива за време на тие журки? Тоа е главното. Значи, јас од кога почнав па до ден денес еуфоријата ми е значи имаш адреналин и пред да почнеш и додека се работи. Значи важно е како ќе ги понесеш луѓето, ако односно ти си главниот таа вечер кој што треба да доведеш кулминацијата за да биде таа убава вечер. И можеби по тоа некој терк што го има или тој начин што работам, по тоа сум познат и на некој начин така и обстанувам.
да не кажем уникатен сум. Го имам тој стил, го имам тој начин на работа и знам како да комуницирам со публиката без разлика дали, нали, комуникација не е дали збори со некој, доволно да ги погледнеш луѓето и знаеш. Да. Тоа е ваш начин на комуникација. Тоа значи дека ако се дојде на забава, на журка и да кажем на диџеј Тодоров, знаеме кој правец на музика ќе се слуша. Па може да се каже да. Знае да отстапи тоше некогаш по желба на публиката или некои поединци да се слуша, не знам, друга музика? Отстапувам, на пример, ако каже некој нумера која што оди во тој опсег, во тој дел. А инаку за друг смер на музика никогаш нисум го направил, ниту ќе го направам тоа. Затоа што сум поканет, дали од менаџерот, нели, најавена е вечерта, и се знае, луѓето се излезени таа вечер, дојдени се да слушаат мојата музика и знаат што ќе слушаат. Не може да слушаат, да речеме, хип-хоп, R&B или моментални трендовски што се од соседна Србија. Да. Што мислиш за тоа? Еве, ние во Струмица живееме и излегуваме многу често. И некако во сите локали се слушаат тие српска музика, не знам, некако младите како да не ја слушаат таа квалитетна музика што треба. Кој е твоето мислење? Според мене и медиумите играат главна улога тука. Доста од медиумите, значи имаме радија кои што се брендирани, доста слушани и доста добри, кои вртат квалитетна музика, но повеќето локалните радија, мислам дека и локалните телевизии прават некој осврт, мада и сега и со кабловските телевизии ги следат на YouTube, следат трендови некои други кои што за мене не се синхронизирани. Јас не лично за мене, не се пронаоѓам и не знам тие млади луѓе, ако нивните родители ги слушаат текстовите или слично, каде води сето тоа, Не знам како дозволува за сето тоа, но ете тренде. Тоа оди во нагорна линија и сите викаат, ова сега ќе заврши, знаеш, сега ќе биде кратко, ама оди секогаш трендовски многу нагоре. Да, тоа е некако многу често разговараме во моите подкасти за младите, нели, и проблемите со кои се соочуваме. И тоа е еден од проблемите на излегување. Не знаеме што се случува на локалите, што пијат, што конзумираат се, но и музиката е овде битна, нели? Како ќе ги понесе музиката? Сигурно дека според жанрот на музика на кој тие поминуваат во текот на ноќта, тоа ги води во одреден правец. Прво, моја деформација, професионална деформација, значи мелодијата. Во ред мелодијата понесува мелодија како мелодија е заразно, нешто кое што ќе те влече. Второ, не сум по текстот, но откако ќе го анализирате текстот, станува јасно дека мали деца викаат, креваат раце на некои текстови кои што не се за нормална околина. Од таму натака немам што да кажам. Да, како можете вие, еве ти си поединец, нели, во целата фела, можете ли вие некако да реагирате на тоа, малце да се подобри тој начин на однесување или начин на излегување или начин на живење кај младите? Сепак вие сте постојано, секоја вечер си, нели, со млади и гледаш како функционираат. Видете, за реагирање не можеме, затоа што таа вечер што е моја, јас не можам секој викенд и на секое место, или не само јас и моите колеги, значи, кога сме низ локалите, тоа е друго. А после нас или пред нас не знаеме што се случува, така да ние сме, како да кажем, водичи на таа вечер кога сме поканети или кога настапуваме. На друг начин, значи, ширам позитива и на друг начин. Некои моментално се 5 македонски локални радиостаници кои што емитуваат моја, и ние ја викаме подкаст радиоемисија, која што оди 60 минутен микс со нови синглови, некогаш стари. Значи 60 минути микс со најава, со се, и некои 8 радиостаници кои што има во Англија, Америка, 2 се во Грција, едно Бугарија, едно во Србија. Значи, тие серијали еднаш во неделата, односно 2 пати месечно, се вртат низ тие радиостаници. На некој начин мислам дека допирам до доста луѓе сега од надвор, многу поретко ми пишуваат на широм Македонија,
кај нас знам дека луѓево кои што го знаат терминот, слушаат и ми даваат позитивни критики. Да. Да. Нека биде тоа апел до сите млади и тие малце да се осврнат кон квалитетна музика, да го слушаат пред се наше домашно е тоа, нели? Јасно. Но и квалитетна музика. На мој начин се трудам, има една компилација која што ја издавам веќе 17-та година, ова година ќе биде 17-то издание. Не зависи од никого, не е спонзорирана од никого. Од 1000, почнав 2000 примероци, паднав на, односно се симна бројката на 1000, ова година можеби 500, затоа што трендовски нели цените одат понагоре. Како и да е, сам ја спонзорирам таа компилација, веќе 17-та година и се трудам максимално, има луѓе кои што ја бараат од година на година, а се трудам да доловам некој кој што стварно сака да ја слуша или ја слуша таа музика, па да дадам како поклон. И стварно луѓето ми снимаат, кажуваат позитивни коментари и јас сум доста... И тие кои го разбираат. Да, доста сум... Да, Тоше, колку години си во оваа работа? Колку години си диџеј? Ако не ги сметам првите 2 години, односно првите 6 месеци до 1 година дур се оформував, 27, а јас ги бројам 28 години како активно работење, значи од лето 94-та до денешен ден. Да, не е мал период. Те прашав, сакам да ми направиш една, ајде да кажеме, споредба како било претходно и сега. Кои се жанрови на музика се слушаат? Ти неофицијално ми кажа дека се држиш до твој правец во музиката, нели? И постојано секоја музика ја прилагодуваш на тој твој правец, но кои се жанрови поминаа во твоите раце додека си диџеј, додека си во таа кабина, додека пушташ музика? Видете, кој ти е тебе? Кој ти лежи на... Можем да кажем дека 50% тие жанрови, мислам сега кои што се актуелни кога збориме за хаус музиката и за другите подстилови, тие постоја и од 90-тите години. Значи, имаме тука само во друга форма. Има доста артисти, како Маршал Джеферсон, како не знам кои да ги набрам сега, значи од 90-те години до денес постојат. Сум приориентиран, можем да кажем слободно, да, од тоа време до сега. Улетуваат во тој период ги имаше Too Unlimited, имаше доста актуелни која што е сега ремикс Юсу Надур, не знам дали имате слушали, Нена Шери, 7 Seconds, сега стана пак хит. Да, ги обработки се прават, да. Луѓето не знаат дека таа оригинална номера е од 90-тите години. И тоа сакав да прашам, знаеме многу често на журки кога ќе се пушти некој стар хит и сите полудуваат тука. Сите. 80-90 година хитовите, значи сега како се прави нова музика, ама како да се нема инспирација за нешто ново. Ако може да преслушаме еден ден радио или било што телевизија, секој еден стар хит од 80-тите, 90-тите е преработено, само дали е изваден семпл или е преработена песната и станува повторно хит. Што мене тоа ме радува дека стара numера, само убаво на некој да му се долови дека таа numера и пред 30 години, 40 била хит. И убава. Јас кога ќе видам денешни генерации рипат или ја пеат се стрикно за оваа песна, мене ми е кејф, пошто јас растев со таа песна, јас имав 15 години кога излезе. Да, и мене ми се случува, еве, како што знаеш да кажеш, нели, стари хитови и сега и мојата ќерка ги слуша, но преработени некој микс и знае да ми каже, мамо, од кај ја знаеш ти таа музика? Значи, ние сме слушале пред 20 на години и сега е хит. Тоше, што значи тоа? Дека немаме веќе квалитетни музичари кои ќе компонираат нешто ново и квалитетно или полесно им е на база на преработки да прават пари, ајде да кажеме. Оние преработуваат убаво квалитетно за квалитетни продуценти или музичари. Но немате инспирација. Зошто немате инспирација? Па тие што се на врвот, може би и дефинитивно немаат некоја инспирација, ама мислам дека повеќе ќе запали ова и знаат дека ќе тие ваделе хитови претходно, знаат дека ќе биде хит и јас гледам и доста numери кои што се само фрази земени као припев, да кажеме, другото све е различно, ама тоа нешто потсетува и викам, ова знам, ова е стара песна. Ама откако ќе продолжи гледам дека е некоја нова варијанта, така да
се служат со фрази кои што знаат дека ќе заплати кај старата и помладата публика и се прават некои преработки, ремиксови што ги. Да. Во музичката И продукција. тоа не е веќе извадено како ремикс, тоа е нова песна кој што се употребени само тие некои семплови. Има и во порано, од 80-тите, од 90-тите се взимале од 80-тите, 80-тите и се така. Значи, тоа е едно тркало, да кажеме, постојано се се пошто има мелодија која што е останата и таа може мелодија да живее и преку 100 години. Да, тие се тие квалитети. И само се обработува, се зима тој 4 такта од мелодија е дозволено. Повеќе од 4 такти не смееш без дозвола на продуцент, на издавачка куќа. Значи 4 такти е доволно да земеш од една нумера. 4 такти. Кажи ни на обичните ние. 4 тактен дел од нумерата може да се искористи. Без никаква дозвола, без да те казна, без да добиеш некоја... Или превртување на самиот текст, испеаниот вокал, превртување може без проблем да се користи и се прави нова песна. Дали вие како диџеј, еве што ги користите, ти ми рече дека купуваш музика, но еве оние кои не купуваат музика, користат музиката, подлежите на некои, не знам, казни од музичари? Треба ли да се побара дозвола, например? Јас стварно не знам како функционира тоа. Се уште тоа не е регулирано. Мислам, нема. Познавам, мислам, колеги кои што соработувам и кои што контактирам, на ист начин ја добива музиката, значи нешто се купува, нешто, видете, промо-материјал, ако влезеш во тој свет и доколку имаш изданија, доколку си зачленен во некои издавачки куќи, значи промо-изданијата ти ги праќа самата издавачка куќа, самиот промотер. Да, но ти си плаќаш за тоа. Не, ако е пратено од промотер, значи ако си зачленет кај нив со мејл, мислам како што оди, значи самиот промотер, самата издавачка куќа си има промотер, тие ја праќаат новата музика на тие диџеи кои што се зачленети, за да можат да ја представуваат, односно да ја пуштаат, да ја најавуваат. Всушност, самите диџеи и радијата ја добиваат таа музика, баш ради тоа тие се број еден кој што треба да ја воведат наредно да се слуша, да стане хит или не знам како да кажам. Да се промовира. Да. Спомна радио, имаш работено во Антена 5 радио? Првично беше мали години, реков, Радио Гевгелија, потоа отворивме во Гевгелија, Кис ФМ се викаше друго радио, работевме доста време и некаде 2003 година се пресели во Скопје, работев во Антена 5. Какви спомени носиш од работата во радио? Видете, радио, луѓе кои што работат или работеле знаат која енергија и како се шири низ вените. За мене радио секогаш било број 1 и секогаш ќе остане. Сега немам толку доволно време, инаку да имам покана од некој радио, да имам моја емисија, јас би се нафатил затоа што за радио давам се. Од првиот момент до ден денес радиото за мене е... Која е разликата да се биде диџеј во радио, нели таму се пушта музика, така ги викате диџеј во радио, и да се биде диџеј на журка, на забава со, не знам, 500.000 луѓе? Видете, разликата е прво и основна, во радио сте од затворен тип. Нема луѓе, нема адреналин, на друг начин комуницирате со луѓето. Добро, сега има во живо, нели, значи, пишуваат на Инстаграм, ти праќаат пораки. Единствено тоа е разликата. Значи, го нема адреналинот и енергијата која што ја дава публиката. Во радио секогаш имаш подготвено емисија или листа, како ќе оди тоа. Јас никогаш не користев најава спремна, или што музиката нормално мора да биде спремна. А додека во клубови или кафичи кај што настапувам, никогаш немам однапред направена програма. И секогаш го кажувам ова го кажувам секогаш, значи на секое различно место пуштам различно. Односно гледам публиката како движи, така го водам и смерот, мислам, начинот на кој што ќе кулминира, кој што се развива вечерта. Никогаш не се служам со спремни листи. Сега знам дека ова ќе го пуштам, застанувам, завршува вечерта толку.
Имаш некои обичаи пред да почне вечерта, пред да почнеш да Немам пушташ алкохол, музика? не пијам, обичаи, не јадам пред настап. И тоа. Добро, Значи, и тоа обичај, тие- ајде да кажам. тие, не, обичај Гладен него- подобро пушташ да. музика. Не, ради ред други работи. Например, ако се јаде пред настап, не знаеш што може да се деси, а тука си 3, 4, 5 часа треба да се работи. Така да. Која е алкохол не најдолгата се журка која имаш помината? Најдолгата не бев сам, беше во Катар. Бевме 6 луѓе, некои 13 часа на плажа, а беа преку 15.000 луѓе. Во Катар? Да, Катар. Катар живе од крајот 2007 година до 2011. Како ти однесе патот таму? Конкурирав преку една агенција, што мислев дека е шала, и кога ми се јавија дека сум одбран, Пак за тоа да бидеш диџеј на некоја забава или нешто професионално друго? Одбрав, пошто паралелно некои 18, повеќе од 18 години работам во маркетинг сектор, како графички дизајнер и дел од маркетингот, така да конкурирав, имаше Мериот хотел во арапските земји, Мериот хотел и ме одбра за во Катар, таа 2007 година, и некаде септември месец заминав таму, работев за Мериот хотел, паралелно со тоа работев и во нивниот ексклузивен, има ноќен клуб, таму пуштав музика, и тој клуб организираше такви забави на собствената приватна плажа. 17 часа спомнам. 13 часа. беа, 15.000 луѓе имаше таа вечер. Што правеа Беше гостите Роџер тоше Санчес. 13 часа? Беше... Или они се менуваат, гостите се менуваат на забавата? Не, гостите не се менуваат, затоа што имаше повеќе диџеи гости, може некој да замина, нови да дојдат, но, например, журката почнува од 12 по ручек, завршува до крај. Тие се 6-8 луѓе. Имавме, значи, кој ќе пушта на крај, кој ќе пушта на почеток, кој колку термини има, се знае секој во колку часот, колку време пушта музика, кога треба да се смениш. Значи тоа и ден денес тоа е така, е практика. Се знае во колку часот почнува, кој почнува, колку работи, кога доаѓа гостинскиот диџеј и така си продолжува и завршува една вечер. Како е во Македонија, како е во другите држави? Предпоставувам имаш патувано, нели? Да, има места во Македонија кај што можам да кажам дека е на исто ниво, се следат трендовите, не знам како да кажем, се обрнува внимание на околу сценски настапи, околу кој ќе биде артистот, се обрнува внимание. Значи не се место да збориме дека нема во Македонија каде се прават забави, или слободно можем да кажем дека во едно Кавадарци има супер дискотека кај што прават супер журки, Штип има исто. Нема дел од Македонија кај што не сум бил и кај што нема место кај што не прават култни забави. Да речеме без турбофолкот или без нешто друго. Значи во цела Македонија има места, сега да не ги именувам, во цела Македонија има места каде што се слуша квалитетна музика, каде што настапуваат наши македонски артисти, без разлика дали е хип-хоп, ние имаме многу квалитетни хип-хоп артисти, чуени во целиот свет. И жално е што на излегување, пак ги спомнам младите, не ги слушаат нив. Има места кај што и има луѓе кои што ги слушаат. Но пак сме, убаво кажа, и медиумите, и ние сме овде виновни дел од тоа, нели, што не ги промовираме. Да, се си мислиме, јас уште долги години зборам, се мислам дека еден ден ќе дојде кога медиумите се лицето на еден артист, ако сме од Македонија, на нашите македонски артисти треба да бидат лице. Ние имаме термин од еден час кој што се вртат песни од 90-те години. А има нова македонска музика, има нови македонски артисти, има нови спотови, некој вложил во тоа и енергија и пари. Да, и пред се е наша македонска продукција, зошто да не го промовираме? И ако не... Наместо турски серии да гледаме, дајте да слушаме квалитетна музика. И треба да се има барем еден заеднички, јас што би рекол, пиар, да може не да му помогне да промовира македонска музика, нов артист, кој што едно радио ја свртел таа песна, сите почнуваат да ја слушаат.
тогаш поканете го на телевизија, направете едно интервју и 15 минути. Да. Со тој подвиг, со тоа интервју, тој човек може да направи многу повеќе и всушност тоа ќе му биде еден чекор повеќе, значи ќе каже има некој се интересира за мојата музика, се гледаше на телевизија, значи ќе има волја да направи следна, втора, трета песна и така натаму. Без разлика и неговиот продуцент или тимот кој што работел, каже оваа песна успешно помина, правиме нова. Да. Имав мислам дека на почетокот на сезоната, да, имав музичари, тие беа од народна музика, нели, пеачи, и истиот проблем ми го кажа и тие, дека ние сме и менаџери, ние сме и пиар, ние сме и самите изведувачи, за разлика од, например, еве на Србија, таму се имаат агенции кои ги промовираат и ги водат. Видите, кај нас сме ограничени. Што е тоа, финансиски не сме доволно... Точно. Значи, за еден артист или една група, еден бенд, за да има и пиар, да има и менаџерски тим, пред се треба да бидат добро подковани, зборам финансиски. Плюс, ние кај нас не гледам таков менаџерски тим, кој што ќе те одвене надвор, и стојам за тоа дека се е измислено. Има само двајца луѓе во Македонија кои што го работат професионално. Тоа се друго е измислено. Ова не е фарса и може кој сака да ме успорува или негира. Нема луѓе кои што на правилен начин ќе ги избуткаат работите, ќе ги истуркаат до крај, каде што некој, ако е заслужен за тоа, ќе биде. Ради него, ради способност. Да, вистински менаџер е тој кој ќе се заложи за тебе, нели? Секогаш е финансијата број 1. Да има прво за едното, па за другото. Кога сме кај финансиите, дали сте вие доволно вреднувани, еве како диџеи, како артисти, на вашите настапи, на тоа, сметаш ли дека сте доволно вреднувани и платени за она што го работите? Спомнав. Видете, за разлика од тие светските, нели, познати диџеи. Со тие не можеме да се равниме. Да, апсолутно. Иако сум застанал рамо до рамо со доста големи имиња. Тоа ќе те прашам и после ме интересира, со кој се си пуштал музика и кај се си... Со тие не може да се равниме, но општо за Македонија или балкански земји кај што имам настапувано, горд сум на тоа како да кажем, респектот кој што го покажуваат, начинот на кој што комуницираат. Всушност целата таа приказна од комуникација до реализација ми се допаѓа, затоа што и да ви кажем, местото или околината од каде што потекнуваме, може помалку да бидете ценети, отколку ќе одите надвор од тој град, тоа место или надвор од државата. Тоа секогаш е така, не само во вашата професија, мислам дека и во други професии. И тоа мислам дека кај нас е така. Тоа е тај наш на друго место балкански не е некој синдром. Кај нас за Македонија. Па што се случи, еве, колку пеачи, ајде да кажем, отидоа во Србија, па и ние почнавме повеќе да ги цениме, затоа што таму ги сакаат и ги почитуваат, а ние овде не се почитуваме. А и доста квалитетни и артисти и пеачи и се имаме од Македонија, но ете, за жал, ние не знаеме да си го цениме нашето. Пак не сакам да напоменувам, numeri се вртат 90-тите и почетокот 2000-та македонски numeri. Имаме доста хитови, квалитетни. Минатото лето извадив преработка на Бастион, таа е група, 78 година е номерата, Емил Врати се вика, направив ремикс. Јас сум многу горд на тоа, затоа што немаше радио кој што не ја сврте, не ја пушти таа номера. И 4-5 години ми се вртеше во глава, денес, утре, сега поминаа 4 години и беше моментот, реков, ова ќе го направам ова година и така се деси тоа. Се деси на моментот на некој 3 дена пред да заминам од Чикаго, ја пуштив низ мрежата, мислам до луѓе кои што знам дека се во тие води по радио и заминав од Чикаго и почнаа да ми праќаат сториња, видеа дека се врти песната. Да, всушност песната и се вратив и песната се уште ден денес можам да кажем дека дали македонско радио Канал 77 да не ги спомнам, мислам. Не, нема проблем. Си оди се слуша песната и
Така. Супер, горд сум на тоа. Да. Тоше, имаш ли досега соработувано со некои наши музичари, артисти или во моментот? Да, Знаеме, соработувам со доста. Да се направи некој микс, дали имате некои такви идеи за во иднина да се Видите, направи јас- микс меѓу диџеј и не знам, пејачи. И јас соработувам доста на приватен план, значи, пошто јас сум музичар по професија, доста numeri имам отсвирено, каде што пријател, колега, другар, има потреба од тоа. Значи, како услуга. Ја имате поддршката едни со други? Секогаш. Имам луѓе кои, например, ако ми треба во моментов бас гитара, знам кој ќе ми отсвири. Клавиатурата сум јас, имам соло гитари, знам, значи имам луѓе кои што сум конектиран и кои што тоа им е нив, како да кажем, и нив им е тоа како работа која што тоа го работат како професија. Да. Така да имам Значи можеме да очекуваме на повидок некоја интересна соработка со некој музичар, не знам, да излезе За сега имам нешто. почнато 4 проекти, но пак ќе кажам, имам некои други обврски кои што не можам да ги завршам и затоа ме нема, отсутен сум за создавање на музика. Да, те гледаме повеќе по журки, Само тоа по остана сега за забави, сега. да. Кој ти е омилен град во Струмица? Во Струмица, извини, во Струмица, во срце ми е Струмица. за тоа. Кој ти е омилен град? Еве, например, во Македонија. Недел. Градови немам омилени, сите ми се убави. Не сака да каже. Не. Или некако публиката каде најдобро те прифаќа, најубаво. Видите, можам да кажам како дека реагира. Дали различно реагираат еве струмичани и Скопје? Сега значи отсутен сум од Струмица некои 2-3 години. Инаку и во Струмица имаше убава публика и луѓе кои што се забавуваа и ја примаат таа музика. Да не се вратиш тоа. Ете, ќе откријам на карневалот, ќе пуштам музика 1 март, така да ќе можеме да уживаме. После 3 години ќе видам како е во Како Струмица. е повторно, да. Инаку Супер, мило ми е. Неготино, преубава публика, Радовиш, Кавадарци ќе спомнам, Прилеп, одам доста често. Некои градови стивнаа, но некои се отворија нови Со патишта. наукниот живот стивна или со начинот на кој... Стивна од начинот на кој што ги режираат артистите и музиката, така да една врата, како викат, се затвора, друга се отвора, Да. патот оди напред. Да, надвор од границите на нашата држава. Кое ти е некако најубаво искуство да ни споделиш? Видов на Инстаграм малце, нели, морав да истражувам малце, со кој се имаш и најмногу, пуштено музика. да, најмногу си имам задржано, значи, Грција и Катар. А Грција бев сезонски као резидент по 3 до 4 месеци на тие грчки плажи. Не знам кои години беа, знам, почнуваше 2012 така нешто. Беа тие други времења. Значи, Грција одвојувам за балкански зборам околу нас, што се Приштина сум бил, Тирана сум бил, Софија со мојот колега Душко Ѓаков на Конги правевме еден проект кој што траеше 5 години. Прекрасни времења. И всушност околу нас кои што се нашиве како да кажем соседи, имаме одено секаде и од секаде имам позитивно искуство, мислам. Да, прво што е сум она поменал. што би го обележало еве до сегашното твое работење? Што е како да кажем, најголемо, ајде да кажем, достигнување кој го имаш направено до сега? Видете, тоа треба некој што не следи да го каже. Достигнување мое е се ова што го правам, што постојам толку време и пак ќе кажем едно од поголемите, овој проект кој што сам се нафатив да го правам и сам продолжив 17 години, значи некој ќе ми каже тоа е едно обично CD. Значи го правам од прво до последно. Тоа е твое детенце кое го растиш. Да, по професија сум графички дизајнер и
и менаџирањето, и како ќе изгледа, и отпосле, значи се служам само со некоја маркетинг агенција која што потоа дава помош да тоа излезе повеќе во виделина, да кажеме во пишан медиум и така натаму. Има ли некое најчудно место кај што си пуштал музика, кај што си бил диџеј? Чудни има многу, но за мене се убави кога ќе сватам дека и таму може да се направи нешто. Например, Ќе не издвоиш нешто? Еве ќе ви кажем од вашиот крај. Ново село Пиперево, Да. забави невидени, а ќе ми кажат каде Пиперево? Каде у Пеперево пушташе музика? Тоа пред години, сакам да кажам, не сега, ама ете чудни места кога ќе ми се јаве на Пиперево, ново село. Ама ете се Шо музика пушташе у Пеперево? истото тоа што го пуштам сега. Имаше публика, Имаше. убава журка се направи. Многу луѓе. Стојам за тоа. Имаш ли некои скриени адути, така би ги кажала, еве, некоја песна или нели микс од песни, кој знаеш дека секако ќе се запали публиката на тоа? Епа таа формула мора да го има секој еден кој што го работи ова. Или без разлика. И да сте во група, како група, секој има одредена нумера кој што знае дека ќе направи кулминација таа вечер. Значи мора да се има, се знае, да не одам сега комерцијални вокали. Мора да се има вокал некој кој што знаеш дека ќе го понесе секој еден кој што е во таа вечер. Се случува, например, гледаш дека публиката не реагира добро, стивнува. Тоа секако. Значи експерименти се прават без никој да знае. Значи ако не мрда публиката или се Како ја чувствуваш? Да, тоа ме интересира. Како ја чувствуваш публиката, дали е задоволна или не? Вие според мене, ако не мрдат или се прави дупка, можам да кажам слободно, во некој простор, не е до луѓето. Прво е до музиката. Аха, се празни демек локалот. Не се празни. Некој друштво дошло и си отишло. Значи, може би кај мене, јас тоа ми е професионална деформација. Одма знам дека нешто треба да сменим. Ова вака не оди. Добро, јас се надевам дека во Струмица на 1 март, како што кажа, дека ќе има добра журка со тебе. Да, ќе бидам дискотека Мирач, ќе има уште тројца гости на таа вечер и не се надевам, него знам дека ќе си поминеме убаво. Да, јас ќе бидам таму. Може после Супер, тоа супер. уште еден разговор, па да откриеме, да ни кажеш како ги доживуваш Струмичани, кажа дека направи пауза неколку години тука. И има таман ќе излезе и новото CD. Ќе имаме Здравје причина Боже, и за ќе што го да се промовираме разговара, и тоа. ќе го промовираме, да. Имам уште неколку кратки прашања. Ако се вратиш назад со времето, дали би променил нешто во твојот живот? И уште едно прашање. Како имав многу тоша, ама се замоабетивме за музиката, многу прашања ни останаа не прашани. Што изгуби во текот на животот за да бидеш она што си денес? Што страдаше? Твојот социјален живот, приватниот живот? Приватниот живот страда број еден, затоа што секој викенд си некаде. Друго, да треба пак да се вратам од почеток, не би сменил. Останува сето тоа исто, видите, прикриено може кај мене, јас со текот на годините, кога бев малку помал, свирев и по свадби. Јас сум еден некој армоникаш. Дете за се, дете за се. Да. Не би менувал. Тоа што го почнав од приказната на дедо ми, од мои 5 годинки до ден денес, пак ќе кажам, не е кривец. Ако некој нема домашна култура, односно го нема тоа во себе дека сака да некој инструмент, пошто денешницава сега за сега имаат ќе им купат инструментче нешто. Да. Ако го нема тоа во себе, така да јас секогаш го чувствував и немам ништо да променам. Тоа што сум бил и пак да се врати од почеток, пак истото. Што би било ако не си музичар? Имаш некој скриен талент? Музичар. Пак музичар. Да. Не се менува тоа. Уште ова ќе кажам, значи дизајнот и музиката ми се као да кажем еден пар склопен, едното без другото не може, така да не би менувал ништо.
Не би менувал ништо. Едното дава мир, другото дополнува, така да не би менувал ништо. Не ви менува. Не. Како се одржуваш во ритам? Како се одржуваш во, не знам, имаш некое хоби кое те држи постојано да бидеш спремен, подготвен, да ги издржиш, еве како што спомнаш журките од 13 сати. Не е лесно. Хоби немам. Сепак си бара енергија, нели? Си бара тоа подготвеност. Пред се служам излитено да кажем како сите, нели, здрава исхрана, пазам што јадам, знам кој режим го имам. 45 минути обавезно користам на фитнес. Мои начини, мои режими. Значи тоа го правам некои 15 години, начин како да се хранам, што да конзумирам, што да пием, што да не пием. И тие 45 минути во фитнес мислам дека ме одржуваат. Еве, шекери не јадам повеќе од 15 години. Така да, гледам на некој начин тоа што е веќе докажано, не измислувам јас ништо. Нешто што е докажано, на тоа се држам и за сега ми е супер. Да. И тоа е битно, нели? За да се успее во било која работа, не само да се биде успешен диџеј, нели, треба, како викаат, и во здраво тело, здрав дух и се тоа придонесува. Да, и се повеќе некои маниери ги пренесува на помладите генерации кои што ги знам и знам дека им е потребно, но колку попримаат не знам. Зборам за здравиот начин на живење кога го живееш веќе ноќниот живот. Пошто старењето од ноќен живот работа и нормалниот живот не е исто. Еве, ти си постојано... Не е исто. Да. Тоа сакав и да прашам за младите. Кој би бил твојот совет, сите оние кои сакаат да се пробат во овие води на, не знам, на музика, диџеј, на миксови? Дали да се ослонуваат само на тие дигитални платформи и да прават на готово нешто, или да се посветат сериозно на работата, како што ти го имаш направено тоа пред 28 години? Јас не почитувам да се проба. Ако сака да се научи, но пред се пак ќе кажем за мене, без разлика дали е почетник или некој кој што изградил нешто, за мене број 1 е прво да си ритмички, музички поткован. Доколку ритм, значи само да разграничам на кратко, без лаптоп и без овие технолошки помагала кои што ги имаат, контролери чудо, не знаат да работат. Ритам, музички, ако си поткован, ако знаеш, ќе бидеш успешен. Ако не, ништо од тоа. И не можам да им дадам совети дали да продолжат или не. Они си знаат, тоа е нивно. Секој за себе. Да, како што те разбрав, навистина треба да се сака тоа, да се сака пред се музиката, за да се биде... Слухот е најважен, ритмички. Слухото, ако го немаш... А не да се осврнуваме на дигиталните помагала. Без тоа нема да има ништо. Нема да знаат. Да. Тоше, јас ти благодарам многу. Благодарам многу вас за убав поканата. разговор. Јас мислам дека успеавме да го откриеме диџеј Тоше малце и приватно, што и како со неговиот живот и сите тие искуства. Ти посакувам многу успеси понатаму и многу нови мелодии и новото CD кога ќе излезе. Овде сме да промовираме и се што треба ние како медиуми да придонесеме да се слуша пред се квалитетна музика во Македонија, навистина, и тоа и јас го потенцирам постојано и се надевам ќе се видиме повторно. Се надевам, јас благодарам на поканата и уште еднаш поздрав до сите кои го следат вашиот подкаст и до следно видување. Поздрав и од мене.